Здраво! Новинар од едно радио се подготвува да ја почне емисијата Вести. Има дилема како да ги почне вестите, која вест да ја објави прва, која да ја турне подолу во емисијата, а која воопшто да не ја соопшти. Помош бараме од нашиот експерт-манипулатор, доктор Драган. Абе, види вака. Има некое правило за тоа што е најважна вест. Има критериуми за тоа што е најважна вест. Сега, за среќа, луѓето не ги знаат тие критериуми. Како тоа? Дефокусирање, бе, ало! Еве, пример, имаш вест дека поскапел леп, нафта, млеко. Тоа не им оди баш у прилог на твоите. Шо правиш ти? Креираш некоја нова вест. Малку страв, малку параноја. Еве, пример, некое убиство. Ама убиство не можеш да се окриеш. Не можеш. Ама имаш други средства за манипулација. Например, смислуваш некој проблем, го актуализираш и после викаш експерти као мене, доаѓаме, збориме за тоа и главната вест пак ја туркаш на страна. А ако и тоа не успее? Па тогаш напад е најдобра одбрана. Креираш непријател и го напаѓаш со све што имаш. Чекај, стоп! Така трпи вистината. Луѓето ќе сватат што им правиш. Никој нема да ги слуша радиовестите на новинаров. Ќе остане без публика. Да ги препознаеме манипулациите во медиумите. Да реагираме. Па нормално дека ќе остане без публика ако вака си ги издавам најдобрите трикови. Ај, чао, се гледаме.